она што ни следува во продолжение, нашата рубрика во која што постојано и секојдневно се поврзуваме со различни ликови, се со цел да пренесеме добри и убави приказни во телевизискиот етер. Нешто што дефинитивно ја одбележува 2025 во поглед на македонската кинематографија, но во поглед и на филмовите кои што широко одекнуваат во светот, баш како што пред малку ја цитираше Тамара, дека ова е една приказна која што навистина силно одекна во светски рамки и приказната за Силјан ќе продолжи и понатаму да патува во киносалите ширум светот. Неминовно е да се споменат бројни награди, почнувајќи од Венеција до многу други останати реномирани светски филмски фестивали, каде што се можеби шлагот или врвот на филмот во светски рамки би рекла, значи до тој степен се посетувани или се да речам критичари од светски калибар се присутни на таквите фестивали и Тамара и целиот тим е рамо до нив. Така што навистина е приказната убава и треба да се сподели и во јавноста. А Нена Гиевска ќе ја поздравиме ова утро. Нена, те гледаме веќе некое време. Јас малку подолг вовет давам. Добро утро. Не знам дали си добро спиена. Па, мислам дека сигурно со неколку часа. Со оглед на активностите, не знам Нена дали не слуша или вака само бледо не гледа. Нена? Не ве слушам. Се надам дека ме слушате и вие. Добро утро и на двајцата. За спојно не знам баш. Ни се наметна моментот дека американскиот континент не беше еден период момент за престој таму и нормално се уште не можеме да се навикнеме од како се вративме. Меѓутоа, видете, оваа наша работа во секој случај има многу голема доза на адреналин и секако во секој момент, во правиот момент треба да те одржи буден. Така да, добро утро уште еднаш и за гледачите. Благодариме што ме поканете. Пред да почнеме да раскажуваме во оваа мала куса минутажа која што имаме за клучните работи, би сакала да прашам како е Тамара со оглед на бројните ангажмани. Овој период е во својата татковина и верувам дека е со големи импресии од се она што се случува и ќе се случува допрва. Така, имавме вчера прилика после подолго време да се видиме, значи непосредно пред настанот кој што го направивме вчера по повод овие битни информации кои што му се случуваа на филмот, на еден врапа правевме. Значи буквално влеговме во една супер светла ситуација затоа што ден претходно па повторно нејзиниот долгометражен филм Човек против јато освои една еминентна награда, односно доби супер продукција, односно постпродукција на саунд во Франција на еден од најпознатите европски фестивали Лезарк. Така да имавме супер момент вчера. Марче беше дел од нашата приказна и мислам дека ја доживеа во прав смисол. Што значи забава за еден филм? Апсолутно се служам и вистина собрани сите за некако да го дадеме тој френетичен аплауз кој што го заслужува Тамара со оглед на тоа дека колку што ми спомена Нена вчера и целиот речам филмски дел од луѓето кои што беа на вчерашниот настан, најголема конкуренција од областа на документаристиката и филмот имале прилика годинава повторно голем дел од светот да конкурираат со своји филмски дела, околу 201 читам Нена и токму шорт-листот вчера беше објавен со 15 оние кои што всушност ќе бидат во трката за номинација на 22 јануари. И ти она што ми го спомена што е куриозитет дека за прв пат од постоењето можеби на Оскарите ова е најширока листа на филмови кои што биле пријавени, 201 најмногу филмови. Кога би се направило споредбено со годините и единствено може и пандемијата е споменати како година кога протоколите, критериумите биле поинакви, малку со пониски стандарди така натаму, кога тогаш во тој период имало и многу повеќе. Точно. Оно што ете нормално како бројки, како статистики можеме да го погледнеме, точно 201 филм се во оваа категорија. Тесна борба, верувајте. Многу земји веќе учествуваат во целата приказна. Македонија секогаш го поттикнува сопствениот национален кандидат за Оскар. Меѓутоа оваа категорија е многу тешка. Верувајте, заради тоа што документаристиката е многу поразлична од она што го гледаме во стандардниот долгометражен филм, односно еве да го наречеме и блокбастер кога станува збор за американскиот континент.
Тука треба да имаш вистинско чувство, вистински сенс за да знаеш да препознаеш приказна која што можеби еве како и Силјан да го освои светот. Рачунете, без разлика на невлегувањето во шортлистата, Силјан предизвика една многу чудна магија во целиот свет. Значи, оно што го доживеевме во САД е дека буквално сите сакаат да дојдат во Македонија. Ова го изјави и самата Тамара вчера. Баш поради тоа што Силјан е всушност една фолклорна бајка која што беше преточена во еден ваков документарен филм и која што буквално го освои светот. Дефинитивно. И би сакал да го нотираме сето ова, Нена, дека 3 години снимање и она што е интересно во екстремни услови, значи сепак документарниот можеби филм бара многу поинакви аспекти на снимање на што се вели наблюдување во случајот на природата, како што беше конкретно приказната со Силјан. И она што имав прилика вчера и од луѓето кои што беа поканети благодарение на тебе и на екипата да слушнам дека годинава во оваа документаристика доминирала за жал можеби нели таа политичка волја и инспирација. Ова бил еден од ретките филмови кои што нели се подпира на аспект природа и човек, поврзаност со она што сме ние дел од самата природа. Една документарна бајка, како што ти кажа, инспирирана од македонскиот фолклор и она што ги освои секако воздишките и самата сценографија на Силјан е дека филмот е вистина визуелно маестрален. Здравје Боже, ќе имаме прилика на почетокот на годинава 2026 да го погледнеме со своја премиера и во Скопје во Македонија. Така, она што, како што го напомена, невратни вонредни услови е приказната на сполни филмачи кој што снима документарен филм. Никогаш не знаеш што ќе се случи, никогаш не можеш да сватиш дали ќе се случат уште подобри кадри или воопшто нема да се случат. Како што умее да каже екипата, вика, ние сме секогаш можеби предодредени да имаме изгоди и незгоди. Живење во трейлер, односно во едно комбе кое што е прилагодено за живење во вакви услови, камерата и една убава тишина која што создава приказна. 3 години снимање, 3 години креирање на визија пред се и самото снимање предизвика всушност преточување со нашата позната приказна за Силјан Штркот, кој што несомнено Жан Дакар ја има опфатено во однос на неверојатен сегмент односно визуелен сегмент од твојата камера. Тоа го потврдува и наградата која што ја зимат на Ида Awards, кој што е прогласен филмот за најдобар документарен филм и најдобра камера. Ова можам да кажеме дека во овој документарен свет е всушност можеби најпрестижната награда. Буквално како да сме го освоиле Оскарот, потоа следува уште една награда која што е значително битна за луѓето кои што снимаат документарни филмови, односно како што каже и Цеца во едни посебни услови. Обично кога во овој тип на процес самите режисери се и продуценти, самите режисери ја креираат и самата приказна нарацијата и така натаму, а да не збориме во какви услови функционираат. Така да и тука се доби многу интересен момент и признание дека всушност најдобро продуцентско остварување во однос на снимањето на самиот Силјан. Верувате, патот на Силјан не застанува тука. Продолжува американската турнеја. Наскоро веднаш после новогодишните празници тимот се враќа назад во САД за да ја продолжи целата оваа приказна понатака. Полни киносали, она што можеме пред да го забележиме таму. Фестивалскиот пат исто така е многу битен и оно што можеби го ја интересира и целата македонска јавност, веќе се променуваат некои и веќе ќе можеме наскоро да направиме нова премиера и во Македонија, да можеме и нормално публиката да го погледне овој толку емотивен филм. Па да, кога веќе филмот го освојува светот, навистина тука во Македонија сме се пожелни да ја слушнеме и да ја восприемеме и ние токму оваа приказна која што го освојува светот. Споменавме да за премиерата во Македонија, дополнително ќе не известите, но дали до крајот на годинава филмот ќе има уште некаква проекција на некаков фестивал или за сега тимот е, како што спомена, во Македонија и по празниците се продолжува американската турнеја?
Цица, оно што беше како динамика, зборувам, американската премиера не застана само во Њујорк, него ги посети сите поголеми градови и познатите киносали. Пред точно 5 дена веќе беше и британската премиера, што значи дека сиња се сели на европскиот континент. Така да проекции колку што сум јас запознаена ќе траат негде до пред католичкиот Божик, односно католичките празници, така да екипата ќе одмара малку во Македонија, чисто како што ви там редва и чекав да згазнам на котло. Така да ќе одмараат пригодов и веднаш после нашите Божики празници заминува повторно за САД. Да. Нормално е информираме нашата публика за секој чекор кој што се случува. Социјалните мрежи се со директна комуникација со секој фан или секој некој што сака да дознае нешто повеќе за Силјан, така да ќе ги информираме навремено за сите работи. Да, и она што може да го погледнеме на овие фотографии, инсерти, вистина Тамара е дама која што плени, сите сакаат можеби да искористат можеби интервју и изјава од оваа дама со оглед на тоа дека вистина беше освојувачка и како што би рекла нашата колешка пак Нина од културната редакција, личност на годината покрај оние кои што на некој начин свој начин ги ја одбележа. Тамара вистина го одбележа ова поглавие со филмот. Екипата, ќе потсетиме, Силјан добива разни признанија и понатаму, номиниран за најдобар документарен филм за 2026 на Film Independent Spirit Awards, номиниран за Cinema Eye Honors за најдобра камера и за награда од публика. Потоа ќе потсетам дека и The Tale of Силан на Тамара Котевска триумфираше на 41-то издание, би сакал да споделам на IDA Documentary Awards во Лос Анџелес, освојувајќи наградата за најдобар документарен филм и најдобра камера. И она што го спомена прималку, дека вчера некаде околу 18 часот Тамара имаше прилика да пристигне во Скопје од Франција, баш за незиниот прв долгометражен игран филм, односно дебитирањето кое што ќе го очекуваме, практично недовршен филм, а сепак освојува награда и се врати повторно со уште еден триумф од Франција. Уште еднаш би сакал да го нотираме тоа пред самото исклучување. Така. Има една многу интересна работа која што, како да кажам, вчера баш со дел од колегите ваши од новинарскиот свет го искоментиравме ова, дека Тамара има еден X фактор кога станува збор за можеби за естетика, за приказна и за тоа како истата треба да ја прикаже пред гледачот. Можам да кажам дека емотивното поврзување со приказните кои се работат е многу голем дел од самата личност, меѓутоа и нормално искуството кое што она веќе го има и такако. Иако млада, меѓутоа со големо искуство. Нема да бидам скромна кога ќе кажам дека светот доби еден привид дека Македонија е место што се создаваат вакви приказни, а од друга страна не можам да кажам не, затоа што едноставно не на таков начин не причека, со таков еден посебен тип на третман го доживевме целиот овој можен престој кој што се случуваше низ американската премиера. National Geographic се тие кои што го препознаа филмот и повторно ќе кажам дека е можеби една од најбитните работи кои што му се случил на еден филмаџи од нашата земја, со тоа што повторно ќе се вратиме дека ете новиот филм Човек против јато, кој што е веќе завршен, добива средства, односно ќе се монтира саунд дизајн во Франција, така да сите тие работи се многу добро да кажам дека се поддржани од целиот дух кој што има самата екипа, меѓутоа и нормално од она кое што луѓето го препознаваат, односно самите продуценски куќи кои што застануваат позади овие филмови дела. Честитки уште еднаш, вистина. Честитки уште еднаш. Фала многу. Благодарам пред се ќе ми дозволите само гласно да кажам дека Телма телевизија од сам старт уште пред неколку месеци кога ја почнавме оваа патека застана позади нас. Ни го даде целиот простор во областа на културата за да можеме да известуваме за едно вакво филмско стварување. Благодарам за поддршката која што ни ја дадовте во гласањето за Cinema Eye Honors, кој што ќе ги известаме гледачите дека официјално резултатите ќе ги знаеме на 8 јануари, значи веднаш за празниците. Така да, огромна благодарност до цел тим, до главниот одговорен ударник на Телма Наташа Стојановска и се гледаме наскоро со многу убави вести.